Тема спорт го најавивме ексклузивното видео, односно скајп разговорот снимен со нашиот Горан Атанасов, македонски навивач, односно македонец кој што долго време живее во Италија. Сега ќе погледнеме инсерт која е причината поради која го побаравме Горан на скајп комуникација и вчера во текот на денот го снимивме разговорот. Тоа е размената на шалчиња меѓу нашиот навивач и еден млад италијански навивач. Може полека да ја видиме сликата и да го прокоментираме моментот. Да, ова е моментот кога Горан го замени шалчето со едно младо детенце, со еден млад италијански навивач. Од два агла го гледаме видеото, и од таборот на Горан и од таборот на Сантиаго, така според информациите се вика детенцето со кое Горан го замени шалот. Тој е во комуникација со таткото на детенцето. Таткото, родителот, ни дозволи да го објавиме ова видео со оглед на тоа дека детето е малолетно. Ова е навивачки потек за паметење за кој зборуваше цела Италија и зборува цела Европа. На една од Facebook групите кои што се на тема спорт имаше преку 70.000 прегледи. Ова објава имаше околу 3.000 лајкови, така што доволно тоа зборува за значењето на овој потек. А сега и да го чуеме разговорот со Горан. Разговараме со Горан Атанасов, кој деновиве е многу актуелен во Македонија. Живее во Италија, македонец, роден струмичанец, кој многу мал е преселен на чизмата. Добро утро. Добро утро на сите. Прво, на почеток, пред да откриеме која беше, односно веќе во најавата откривме која е причината поради која гостуваш нели во емисијата Македонија на утро. Прво ќе ни кажеш која беше причината поради која си преселен во Италија? Јас сум преселен како мал во 2005 година. Роден сум во Сушица, Струмичко село. И преселен сум во 2005 година. Татко ми прво беше преселен тука, дојде да работи во Италија. Па после дојдовме сите ние фамилиарно. Сега од оваа перспектива, од еден цел живот твој поминат таму, подобро ли е во Италија? Сигурно си во контакт со Македонија, доаѓаш тука, претпоставувам. Подобар ли е животот во Италија? Да, јас доаѓам еднач-два пати годишно во Македонија на летен или зимен одмор. И финансиски, да кажеме економски, може да е подобро. Али у Македонија, таму ни е срцето, да кажеме. Кога си одеме, ни е подобро во Македонија. Тоа сакаме да го чуеме, нели? Ја следиш ли нашата фудбалска селекција или гостувањето во Италија беше прилика да ги гледаш нашите фудбалери во живо? Не, често ја следам нашата репрезентација и не е прв пат што одам да ја гледам оваа игра. Бевме јас и моите другари и со брат ми. Бевме во Палермо кога победи Македонија со Италија и тога беше многу возбудливо. Сега, ја знаеш ли можеби причината за исфркувањето на нашата химна, можеби се уште италијанците ни се лути за поразот во баражот за светското првенство. Зошто ја исфркува нашата химна на последниот натпрев? Не верувам да ни се лути, тие беа многу човеци што свирај по химната. И они, ако ви гледаш по коментари по Facebook, по Instagram, и има многу народ што е против ова што свира по нашата химна. Исто и Палермо почна така да свира по нашата химна, ама одма целата публика почна да плеска раци и не се слушна никој. Да, тоа е добро да се чуе дека сепак Италија е фудбалска земја, спортска нација, живее таму. Тоа е една од колевките на спортот во Европа и добро да се чуе дека вистинскиот спортски дух преовладува. Сега и покрај исфркувањето на нашата химна, ти сепак се реши да на крајот на мечот ја го загубивме со 5:2, ти реши да замениш навивачки реквизит со еден од домашните фанови. Зошто? Зошто тоа нема врска со тоа што се деси на почетокот на преварот. Тоа е добар гест што јас го направив со едно мало дете, што ќе има секогаш ќе има сеќавање од овој меч и ќе има дома сувенир од овој надпревар, ќе се сеќава за секогаш за овој надпревар кога е бил со татко му да ја гледа Македонија. Но не ти успеа од прва гестот, нели? Не успеа од прва да го смениш шалчето? Не успеав од прва, пошто пробав на маев шало некој да ме види, и некој се заврти на другата страна, али таткото на детето кога ме виде, одма го зеде детето и дојде кај мене и направивме
заменивме шалово. Во комуникација си по тој гест, по тоа среќавање, во комуникација си со таткото на детенцето, како се вика детенцето? Дали знаеш? Детенцето мислам дека се вика Сантиаго. Фудбалско име. И на главата имаше на задниот дел на тилот фризура од Лацио, ако не се лажам. Односно, грбот на Лацио му беше исцртан во фризурата, така ли? Да. И малку како погледна знамето, виде црвено-жолта боја, што е на Рома, црвено-жолта боја, и не знам дали колку беше среќен за боите, да кажем. Боите во вакви ситуации се ирелевантни, нели? Ете, можеби еден момент кој што ќе го доближи повеќе до вистината, до суштината на спортот. Иако знаеме, Лацио и Рома се во наводници смртни пријатели во фудбалска Италија, во фудбалска смисла барем. Како реагираше таткото кога му пиша дека сакаме да те интервјуираме за националната телевизија? Дали прифати доброволно, нели, и со задоволство да секако е доброволно, да го споделиме видеото и покрај тоа што неговото детенце е малечко, малолетно и така натаму? Да, оно одма ми кажа нема проблем и ми кажа доколку ќе излезе некоја видео од овој интервју, да му го пратам одма и да му преведам нешто малку. Да, видео ќе излезе сигурно, ќе му преведеш, ќе се потрудиш на италијански да му го доловиш тоа што го зборуваме сега во моментов. Добро, која би била твојата порака за и покрај тој пораз и покрај, ќе кажеме условно, неуспехот во овие квалификации, резултатски можеби затоа што ние секогаш, нели, сакаме повеќе, сакаме успеси. Која би била твојата порака до нашите фудбалери и до навивачите на македонската фудбалска репрезентација? Јас би рекол да продолжиме да играме храбро, кој што игравме, иако резултатот беше 5-2, од 3-0 се вративме на 3-2, ипак имавме некоја надеж да направиме некој добар резултат, но јас мислам дека треба да продолжиме храбро да играме како што игравме досега, како што игравме со Англија, и исто многу добар резултат со Англија, што е една може и најдобрата репрезентација моментално. И на навивачите може да им испратам порака да продолжиме да им даваме подршка на нашите фудбалери и се надеваме дека ќе играме и следно правенство. Актуелни се нашите репрезентативци сегашни и они од малку поскората репрезентација, односно селекција која што замина во пензија, се разбира, алудирам на Пандев и на останатите кои што играат во Италија. За крај прашањето дали и колку е ценет македонскиот фудбал таму, знаат ли, говорим секако знаат ли фановите широм Италија, навивачите, симпатизерите, знаат ли за македонскиот фудбал и колку е ценет, на какво ниво сме кај нив? Значи најценатиот е Пандев, кој што беше цела кариера во Италија. Да, сега е еден од стваро најценатите. Сега е Елмаз во Наполи и во Наполи многу го ценат, но се бунат секогаш со тренерот кога не му дава толку многу шанси кој што би заслужил, и они мислат дека може да има подобри шанси да игра подобро, пошто се гледа дека е талент. И нашиот фудбал сега излегоа вести за Брера Струмица што го купи холдинг, италијанска холдинг, и дојдоа, знам, италијански тренери за да се подобри нашиот фудбал, и тоа беше дел од новостите, да кажеме, тука во Италија за италијански тренери што дојде во Македонија, за да се обидат да го подобрат нашиот фудбал. Тоа беше Горан Атанасов, македонски фудбалски тифоз, ќе кажеме. Тифоз, знаат што е вистинските љубители на фудбалот, на спортот, кој смени шалче со едно мало детенце од Италија кое се вика Сантиаго. Поздрав до Сантиаго од македонската национална телевизија, да знае на кој медиум било емитувано овој гест. Ти посакуваме се најдобри повторно да се слушнеме за некој друг повод. Дај Боже да е тоа учество на нашата репрезентација на некој големо надпреварување. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на вас, се надевам да се чуеме повторно. Што за крајот ако не спорт, што за крајот ако не ваков гест, тоа е кроткиот карактер на македонците. Немојте само да не разлутите па да станеме европски шампиони во фудбал.